Шери, што ќе готвиме денес? Здраво, добар ден гледачи. Каде сме? Сме во Шери, што ќе готвиме денес? Па да, Шери, што ќе готвиме денес? Мојата омилена Шери секогаш ме остава да готвам за незе. Па да, многу лесно е. И многу срека има. Сите жени што ги сретнам по улица ми кажуват, благо е, како се вика, блажее се вашата сопруга и готвите за незе секој ден. Па да, уживам во готвењето. Навистина тоа е дел од мене. Ама ајде, доста зборење, да видиме што ќе готвиме денес. Фрижидерот ќе ни каже. Убаво парче месо. Мислам, оти ова е телешка криминадла, да не кажувам глупост, оти имам уште друго месо, ама мислам оти е тоа. Со тоа ќе употребиме малку овчо сирење од президент, обавезно, неколку шери домати. Сакам да направам едно пире, нешто пире од целер. Имам еден компир овде, еден голем компир што може да се употреби. Имам целер. Таман ќе направиме еден пире со целер. Морковчиња, си ги сакам морковчињата, многу се добри. И што можеме уште? Ајде да видиме овде. Имаме уште цвекло. Цвекло, морков. Океј. Ќе видиме сега со зачините што чекај, имаме свеж оригано. Зошто да не? Свеж оригано, таман со сирењето. Зошто да не? Обава комбинација. Оригано со сирењето. Ама ќе ни треба малку крем. Од ова сакам да го стопам во крем, да биде убав сос за месото. Таман. Крем павлака. Така. Президент секогаш е тука за да ни помага да правиме убави сосови. Ајде, да почнеме полека, компир, целер, мислам оти ова е приоритет. Со ова мора да почнеме. Да ги вариме на брзина. Ајде. Вода и да ги ставиме да се варат. Компирите ќе оставиме директно и целерот со компирите, така ќе се сварат и на крај ќе ги мечиме заедно или ќе направиме убав мус или ќе биде артизанал, како да кажеме артизанал, домашен пире. Мола? Марк, многу збориш, ама не го пушаш да се топли. Океј. Малку сол во водата. Вуаля. Ајде. И малку мешани зачини. Ја кажам, ти никогаш не ги лупам компирите. Па не, те кога се прави пире, мора да се лупат. Оти пире со лушпа, не оди. Ајде. Компирот на брзина ќе го излупам. Ќе го лупиме после целерот, ама целерот му треба помалку време за да се вари. Компирот бара повеќе време за варење. Така, океј, убаво излупен, таман. Ајде лушпите, чао лушпите, воля, во канта. Океј, добар нож. И ќе го сечиме на мали коцки, за да оди побрзо да се свари. Воля, воля. Таман. И ова исто, половина. Многу полесно, кој имате ножеви што сечат. Па да. Нож што не сечи, тешко. И прават уште поиќе проблеми и со нож што не сечи, имате повеќе ризик да си сечите. Оти он не се преработата и може побрзо да се исечите прст или раката. Гледајте со добар нож, само си оди. Вуаля. Ова целерот, малечок, ама мирисот е концентриран. Во Белгија, јас секогаш го кажувам тоа, оти навистина ми е чудо што целерите се толку мали во Македонија. Знаете, во Белгија топките целер вака се, топка од целер. Од еден целер 10 луѓе може да јадете. Овде со еден целер, 1-2, хајде максимум. Навистина чудо. И уште ми е чудо ден денес. Ако 12 години сум во Македонија, да имам
толку мали целер. Пирето од целер многу се употребува во Белгија, и мислам и во Франција. Ние тоа го готвиме со дивото месо. Многу добро оди. Комбинација од пире од целер со диво месо. Ајде, опс, максимално. Ајде да се вари. Ова спремно е, спремно е да се вари, да го забораиме. Да го видиме малку месото, на што личи. Ајде, оп. Андреја, епа ова, една убава телешка кременадла. Многу ми се допаја. Телешкото месо е многу убаво, многу, како да кажам, лесно и за готвење, и за варење, и на вкус е многу убав. Ајде. Хап. Ке ја пропржиме и таа ќе оди во рерна. Вола. Имаше малку вода потоа. Чуден звук ми правише. Пок, 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 пок. Вола. Ова се прави. Ова. Исто. Се топли. Малку зејтин и иде да се прже. Океј. Уште една. Ево, му ставиме малку миксот зачини така. Ова да му ставиме малку оригано, оти сокот од месото, после ќе го ставам во сосот. И таман ќе биде пребаво, ти ќе има мирис и вкус на оригано. Ова е свеж оригано. Топ, ја го сакам сув, така како гарнир, ама кога го имаме свеж, уште пубаво е. Ете така. Нека се пржи, ќе му ставиме уште малку зејтин, да почне. Супер ќе биде. Океј. Ова се спрема. Ова се спрема. Морковите. Ќе правиме еден, мислам оти две моркови ќе бидат. Океј. Ајде. Лупала, каде си? Тука сум, тукала. Ајде. Јопс. Вала. Знаете што ќе направам? Многу пати ги кажувам оти лушпите. Сакам да правиме чипс. Ќе пробам нешто. Заеднаш нема да ги фрлам. Ете. Тука ми е фраерот. Ќе ги ставиме лушпите вака. Малку зејтин. Неколку зачини. И ќе пробаме. Оди, не оди, ба знаеме, оди не оди. Хап. Ајде. Петнаесет минути, 190 степени. Ќе биде или не ќе биде? Ќе видиме. Океј. Знаете што? Ќе го ставам исто и цвеклото. А сакам да го ставам, вака. На парчиња, кручиња, 1, 2, 3 и 4. Да се потпече во ефраерот, во меѓувреме. Зошто да не? Марк, кога ти текнува нешто, па да, мора да се проба. Кој не проба, не знае. 1, 2, 3 и 4 парчиња. Ова е крајот, можеме да го ставиме тука. Ајде, ќе видиме. Вола. Нека продолжи. Ова сега е завршено. Можеме да го ставиме. Што ми прави? Не го пушев, го ставив на поза. Пауза. Месото. Он се пече. Да го превртиме. Валя. Да. Таман се фати боја. Он ќе може да оди у печка. Печката ја пуштив. Може. Ајде. Хап. Вака. Од печка, мојот асистент, ова ќе оди тука, ќе продолжи,
А ние ќе продолжиме да го правиме морковот. Морковот ќе му ставиме малку целер, да му дава така убав вкус. Вала. Сите моите асистенти си работат. Печката си работи, фраерот си работи, шпоретот си работи. И јас си работам, ама кул, со асистенти од Беко, како се готви? Се готви преубаво. Вала. Хап. Аха, имаше и овде вода. Па да. Ајде да сечиме парчиња овде. Крукчиња од морков. Може да бидат малку подебели. Имаме време. Така. Убави ќе бидат во гарнир, во тањерот. Многу сакам бојата од морковот, ама и вкусот од морковот на вистина е посебен. Вала. Се сака морковот така малку пропржен во тава. Се сака пире од морков, ја го сакам така. Исто чипс, ќе видите. Ако успеам, успеам, ако не, извините, тоа е тест денес. Вала. Супер. Морковчињата се спремат. Овде ќе му земам крајот од целерот. Таман првото ќе го извадиме и ќе му ставиме ситно сецкани парчиња од целерот. Со морковот многу добар шмек му дава. Вала. Супер. Што останува, може слободно да го употреби со друг зеленчук, во супа. Таман. Многу добро. Ајде, лажица сега. Да го мешаме малку компирот овде. Да видиме до каде е. Аха, полека. Компирот, целерот. Ајде. Океј. Ова. Пап. Браво. Таман. Малку микс од зачини, малку сол. Тоа е како песна. Малку микс од зачини, малку сол, малку бибер. Ајде. Малку бибер. И многу љубов. Да. Па да, за моите шери треба да се готви со љубов. Како вие правите дома, да се навикнете да готвите со љубов. Кога збориме за готвење со љубов, па да, зошто кога мажите готват, подобро готват од жените? Убаво прашање, па, многу лесно, едноставно. Жена кога готви, зашто мора да готви. Тоа е задача и треба да готви. А мажот, кога готви, го прави од и сака да го готви, од и готви со љубов. И затоа јадењето, кога мажот готви, е многу поубав. Затоа дома жените, оставете ги мажите малку да готват, ќе видите разликата. Ете така. Овде морковите се пропржуваат. Морков и целер. Топ комбинација. Пак ќе му ставам малку вода. Вала. И ова продолжува да се спрема. Супер. Мислам тие, окей, да биде малку можеме да ги правиме како карамелизирани. Може малку шеќер да се додава. Така, ова не е сола, ова е шеќер. Кога водата ќе испари, ова шеќерот ќе остане и полека ќе се прави карамел, и ќе карамелизират морковите. Така се они благи, ќе бидат уште по-благи. Топ. Браво. Ова се вари, да го намалиме. Вала. Океј, а ние се враќаме за кратко. Шери, што ќе готвиме денес? Епа, се враќаме секојаш многу брзо, многу кратко, на вистина. Готвењето не чека, ни ја не чекам, мора да се провери, да видиме до каде сме. Компирите, уште малку се тврди, ајде да видам, да земам еден нож. Едно парче компир, уште малку треба да се вари. Целерот он и ја и он, ете така. Ќе видиме, они нека се варат, имаме време.
треба да ги правиме уште сосот да го правиме. Морковите, они се завршени, можеме да ги извадиме од овде. Океј. Ова нека се прави месото и одма треба 4-5 минути. Охо, овде имаме уште 9 минути ефрајерот. Гледајте. Почнува да го прави ефектот што го очекував. Гледајте. Чипс. Успеев. Браво. Многу сум среќен. Ајде. Нека се продолжи. Ама ние да пазиме да не изгорат. Нема да бидат чипс, ќе биде кјумур од морков. Да пазиме, за 2-3 минути да се вратиме. Ајде, во меѓувреме да го правиме сосот. Океј, или во мало тенџере, да. Ќе биде попаметно. Мало тенџерче. Валя. 3, 4, 5. Така. Ова ќе му ставиме исто малку целер. Многу го сакам шмекот од целер. Додека кога го имам на рака, ајде да го употребувам. Малку целер. Океј. Малку зејтин. Да се пропржува. Да му ставиме малку свеж орегано. Листовите. Вала. Океј. Уште едно. Вала. И ова. Доста ќе биде. Оти ориганото е многу јако, како убав мирис има. Браво. Браво, Марк. Мислам ти комбинацијата од ориганото со сирењето, овчо сирење, ќе биде врв. Навистина. Ова треба нешто уште да му додавам, за да биде малку по сочно, се тоа, чекај кака. Може да му ставам 2-3 парчиња од домат. Зашто да не? Они ќе се распаѓаат во сосот. Океј. Така ми текнува текот на готвењето, сакав да ги имам цели доматите, ама не. Ќе ги ставиме вака во сосот. Со ориганото, со целерот. Океј. Нека се пропрже малку. Оставиме и маслиново масло. Така. Така. Ќе земам мал тањир. Отитови ќе ми бидат како гарнир. Да. Така ќе направиме. Нека се пропржат. И после во истото тенџере ќе ми го држи вкусот од доматите, од ориганото и од целерот. Така, валя. Ова го вадам. Така. Сега, тука ќе ставиме малку крем, павлака. Така. Доволно е. Валя. И ќе му ставиме сирењето. Овчо сирење, многу го сакам. Малку е појак на вкус. И мислам оти комбинацијата од овчото сирење со доматите, со ориганото, со крем павлака и све, ќе му дава многу убав шмек на месото. Така. Валя. Доволно е. Имам раците. Охо. Арно ти го слушам ефраерот. Доста. Таман, на време. Уште 2 минути ќе беше кјумур од морков. Супер, си завршивме задачата овде. Браво. Охо, какви гарнир. Ама од сите страни имаме гарнир. Полека да земе тањир и да почнеме полека да сервираме. Ама ова треба да се стопи, да се стопи сирењето во крем. Додаваме малку зачини, треба да го направиме и пирето во меѓувреме. Валя, малку сол. Имам нешто за гмечење? Да. Океј, малку сол.
да не претеруваме со солото, ти овчото сирење е доволно солен, малку бибер да го дигне вкусот. Така. Месото полека е при крај. Ке го извадиме и он. Вала. Супер. Океј. Ајде да правиме место сега. Тука. Ова тука. Исто овамо. Вала тука. Вака. Не. Добри сме. Ова уште да се стопли. Браво, Марк. Многу ми се допаѓа овој вкус што ќе биде со овчото сирење. Оти крем павлака ќе го нека го облажи, ќе го мекни вкусот. Овчото сирење е јак. И кога правите сос со овчо сирење, има сос така у Франција што се прави со рокфорт. Рокфорт исто е овчо сирење и кога се додава со крем фреш, му дава така еден посебен вкус, многу убав. Бед денеска ќе го правиме тоа со овчо сирење на македонски начин, не на француски, ама на македонски начин. Voilà, au lieu de faire une sauce roquefort, правиме сос со овчо сирење. Опа. Хо. Месото се смее. Ете, ќе оставиме тука. Нека се опушти малку. Зборевме за Рокфорт. Имаме Рокфорт во Македонија. Рокфорт президент продават Рокфорт. Мора еднаш да го употребам во рецептите. Сега, што ми треба? Тајнир. Полека да почнеме со сервирање. Така. Вуала. Компирите. Океј. Овие се добри. Ке можеме да го намалиме. Вуала. Овде ми треба капак. Нешто за да можам така. Да извадиме водата. Така. Океј. За да биде уште по-убаво, можеме да ставиме или путер, или малку крем павлака во пирето. Додаваме малку зачини. Ала, и сега земам загмечени, ќе земам 2 вилушки и ќе гмечам. И ќе правиме убав пире од компири со целер. Браво. Така. Тоа се вика пире, домашен пире со големи парчиња. Може ќе направиме и друго пире, ќе направиме пире муслин. Пире муслин, тоа се прави со блендер. Овде правиме пире домашен, артизанал. Така. Охо. Браво, Марк. Уху. Да. Вала, како е топло времето. Ова го гмечиме убаво. Така, гледате како компирот. Тамана, како убав пиреја. Личи. Ако сакате да правите уште поубаво, може да се додава една жолчка од јајца, да се додава путер, да се додава појке, сол, бибер и све тоа. Па мислам оти имаме сега доволно за почеток. Вала. Океј, сосот. Да, се стопи. Гледайте. Се стопи сирењето. Ова е таман, месото. Океј, ова. Океј. Ајде, да сервираме. Да го гасам печката. Аха. Идемо прво со месото. Вала. Океј. Оп, остани тука. Така. Сокот, што прам? Го додавам во сосот. Што имаше? Имаше оригано внатре. Сокот од месото со ориганото ќе му додава уште повеќе шмек на сосот. Супер. Браво, Марк. Ќе го намалиме за да не ми изгори. Вала.
Ајде, месо. Пак има еден многу среќен, што се вика Месио Арон, кученчето. Ете, тока има коска за него, а другото, има уште коска тука на крај. Ајде, да извадиме. Вуаля. Таман, месото ми е за мене врв. Вау. Розе. Мора да се навикнете да го јадите месото како го спремам јас. Навистина ќе уживате, ова се вкусови преубави. Месото е не живо, не е пола живо, он е печен, ама уште останува малку розе внатре. Е така. Ете. Хап. 1, 2, 3 парчиња. Ова имаме пола-пола. Да имаме исто, шери. Вуаля. Окей. Ке земаме една салфетка. Ова е сок. Вуаля. Таман. Чиста маса. Окей. Одиме со пире. Како убав пире. Преубаво изгледа. Хоп. Завршено пире. Морков. На страна, малку морков. Така. Многу сакам овие бои, така. Танјирот е врв. Така. Окей. Да не забораеме, имаме шипс уште, ова. Што имаме уште? Ова. Парчињата ќе ги стам. После ова сакам да го стам на месото. Ќе личи поубаво и ќе биде повкусно. Сосот е спремен. Како убаво мириса. Шери, да, знам. Дојде на си. Да, да. Јас малку каснам. Многу зборам денес, ама тоа е тоа. Извини ме. Ке јадиме, за кратко. Ке мора уште да гледам, да видиме што ке пиеме денес, шери. Да. Оти нема само јадење, има и пиење. Ја одлучив за едно црвено вино, едно црвено ред, кюве ред, што го имаме во фрижидерот, ладничко, така, со топлите температури, што ќе биде врв. Гледајте, вола. Уште еден домат овде. Топ. Ете зошто не го мешав ова во сосот. Вола. Окей. Чипсовите. Ајде. Ова почна да биде убава презентација. Вака. Ете чипс. Чипсов од морков на морковите. Вуаля. Вака. Имаме исто од цвекло, крупчиња. Браво, Марка. Airfryer, ти благодарам. Ми ја олесни денеска убаво работата. Фала ти. Вала, окей. А сега, танирот е спремен. Шери, што ќе пиеме денес? Кюверет. Опа. Вуаля. Кюверет Macedon. Чашите се спремни, а ние само да го отвориме винцето. Оп, на брзина. Вуаля. Таман. Како е добро. Ама, ќе се освежиме со ладно вино. Ладно вино обожавам, ама ладно вино е опасно. Оти ладно вино го пиете како лимонада. Да. Многу брзо се пие, многу лесно се пие, ама после ќе пазиме. Нема да претеруваме. Кюверет, како ви кажав, мешавина од неколку сепажи, што многу убаво одговара со вакво јадење, со вакво време, со ваков амбиент. Macedon кюверет,
За денес завршуваме така, со убава кременадла од телешко, убаво вино, пјуве ред, а ние наздравуваме и се кажуваме, се гледаме утре со нови рецепти. Чао, чао. Шери, што ќе готвиме денес?